сте слушнале некогаш за детето по име Зоки Поки. Она мало палаво детенце што живее меѓу страниците на можеби најпопуларната детска книга на сите времиња кај нас. Но Зоки Поки не живее само во приказните на писателката Оливера Николова. Него можете да го најдете во секое мало, во секое училиште, а сигурна сум дека и некој од вас е Зоки Поки. Нема дете што не пораснало со оваа книга. Ако имате 7 години и веќе сте научиле да читате, сигурно сте ја прочитале книгата за малиот Палавко или тоа ќе го сторите оваа учебна година. Секој има свој омилен расказ, инспириран од веселите приказни за Зоки Поки и неговата другарка Лидија. Колку е само магично што вашите родители, тетки, чичковци пораснале со оваа книга, а сега и вие растете со неа. Дали можеби знаете кој е првиот ликовен уметник што го нацртал Зоки Поки на корицата на книгата? Тоа русокосо дете со најубави сини очи, лелејава косичка, широка насмевка, молерско капче од весник на глава, секогаш подготвено да им го направи денот поинтересен на своите родители, соседи и другари. Прв го нацртал уметникот Димитар Кондовски. Тој бил неуморлив љубеник во илустрациите за деца, а неговите цртежи и дела красат стотици книги, списанија, учебници. Димитар Кондовски е роден во Прилеп пред речиси 100 години, односно во 1927 година. Кога имал само 3 години, неговото семејство се преселило во Скопје, во едно мало што се вика Пајко Мало. Таму тој го поминал своето детство. А знаете ли како ги засакал илустрациите? Неговиот татко Илија Кондев, кој бил сликар аматер, им ги купил првите сликовници, илустрирани книги, музички инструменти, бои и платна за сликање на своите деца, бидејќи сакал тие да научат што е можно повеќе за уметноста. Така, Димитар растал во шарен свет, полн со многу фантазија. Кога имал 6 години, тој го купил својот прв стрип со Мики Маус на Волт Дизни. Од тогаш светот на фантазијата станувал само побогат. Толку многу ги засакал бајките и сликовниците, што секогаш го потсетувале колку е прекрасно да си дете. И знаете што? Тој никогаш не престанал да биде дете. И кога станал возрасен, Кондовски преку цртањето и сликањето продолжил да сонува и да фантазира. Тој бил постојано жеден да открива нови светови, како што вие децата сакате одново и одново нови игри и играчки. Така, го открил својот волшебен свет на илустрациите, каде што самиот создавал своји игри, своји правила, како да ги долови ликовите од книгите или приказните. И се препуштил на фантазијата и таа го одвела на преубави места. Така успеал да наслика и да нацрта стотици илустрации со кои растеа и растат многу генерации деца, не само во Македонија, туку и подалеку. Силјан Штркот, Алиса во земјата на чудата, Колибата на Чичо Том се само дел од лектирите чии насловни корици секогаш ќе ги памтиме благодарение на илустрациите на Кондовски. Дечињата кои пред 30 години беа на ваша возраст, а сега се возрастни луѓе, ги обожуваат джиновските сликовници создадени од магичните раца на Кондовски. Тоа се прекрасни големи сликовници со најинтересните и најшарени цртежи кои секое дете, а богами и возрасен, ги доживува на свој посебен начин. Да, токму тоа е нивната моќ, за секого да бидат различни. Кондовски имал две многу големи желби. Првата била на едно место да ги собере сите своји илустрации, за да можат да ги видат што е можно повеќе деца и возрастни. Втората желба пак му била да им покаже на децата дека цртањето е многу забавна работа. Затоа сме особено среќни што на фестивалот за детска илустрација и литература Литера на некој начин му ги остваривме овие две желби. Првата преку изложбата на повеќе од 200 негови илустрации, а втората преку работилниците на кои многу дечиња цртаа, пишуваа и го создадоа своето прво дело. Запомнете го ова. Никогаш не престанувајте да бидете деца. Дури и кога ќе бидете возрастни и ќе имате 30, 40 или 50 години. Единствено така, секогаш ќе може бескрајно да уживате во волшебниот свет на Димитар Кондовски.